Следен наш соговорник на темата Свети Димитрија Солунски е Дардан Венецки. Дардан, добро дојде. Добро ве најдов. За македонската публика нема потреба да ја представуваме. Сите знаат дека вие долги години истражувате она што се нарекува алтернативна историја или историја која што е сокриена од јавноста. Би ве замолил за руската публика, ако сакате накратко да се представите. Јас сум Дардан Венецки, по професија дипломиран правник. Меѓутоа, сето слободно време, сивот свој работен век го посветив на древната македонска историја, се разбира она алтернативната, она од која што бега официјалната историографија. Так, значи, во контекст на она што ние сега го снимаме, од ваш агол, кој е Свети Димитрија Солунски чудотворец? 8 ноември е голем христијански празник, посветен на светиот великомаченик Димитрија Солунски. Се прославува во сивот христијански свет, па и во Македонија. Во секој поголем град во Македонија има храм посветен на него. Иначе, тој е христијанин од Солун, македонскиот град Солун, да потенцираме, живеел при крајот на 3-тиот и почетокот на 4-тиот век. Тоа е време на римскиот император Максимијан, кога настрадал од копјата на неговите војници. Единствен греф што му се припишува е што е чествувал Христовата вера. Иначе, овековечење во книгата Чудесата на Свети Димитрија Солунски пишува на почетокот на 7-миот век. Контроверзно прашање, значи, што ја мачи јавноста не само во Македонија, туку и пошироко во словенскиот свет е, дали Свети Димитрија Солунски бил грк или македонец, тоест словен? Многу интересно прашање. За волја на вистината мора да се каже дека западните теолози, се разбира, слепо ги следат и некои наши теолози, кои го представуваат како грк. Сосема разбрливо ако се знаат односите исток-запад, вечниот анимозитет на западот кон славянската раса, кои ги третираат како европските индијанци. И затоа се трпаат во грчка вреќа. Тоа го постигна на тој начин што античките македонци ги прогласија за грци, така да се денес од антиката испаѓа грчко, што е далеку од вистината, затоа што по никој основ не може да се смета за грк, затоа што грците првпат влегуваат во Солун после Балканските војни 1913 година. Никогаш пред тоа. Тоа е секогаш бил и ќе си остане македонски град. За волја на вистината треба да се каже и тоа дека Грција пред 19 век не постои. Антидатирано се користи, се разбира, иначе во антиката постоева само полудржавни творби, Атина, Спарта, Коринт, Теба. Меѓутоа, светиот великомаченик Димитрија не бил ниту атињанин, ниту тебанец, ниту спартанец, не бил ниту коринтинин. Тој е од македонскиот град Солун. Постои уште од неолитот, меѓутоа го возобновил и го современил македонскиот император Касантар крај на 4-ти и почеток на 3-ти век пред нашата ера. Како македонски град е означен во Библијата делата апостолски, а како македонски град го разрачува и солунчанецот Јован Камениденот во почетокот на 10-тиот век, кој 904 година во делото од заземањето на градот Солун децидно запишал дека Солун е најголемиот и најубавиот град на македонците. Впрочем, Димитрија кај грците нема. Тие се дојденци од африканското тло. За разлика од македонците кои се староседелци на овие простори од генот на пелазгите, мислам од големиот род на пелазгите, од генот на венетите во 6 век преименувани како словени, македонците се од белата раса, за разлика од нас, грците се доселеници од африканскиот
континент, дојденци како данајци и египјани, нивното доселување е опишено од античкиот трагичар Есхил, атинјанинот, кој што живеел во 6 век, крајот на 6 и почеток на 5 век пред нашата ера. Тој во својата трагедија Прибегарки, негде се преведува и како молителки, децидно запишал дека се дојдени во бела облека црнтен, а позади нив иде војска црномуреста. Затоа мислам дека е наивно да се тврди дека тој бил грек. Ако е од Македонија, од македонскиот град Солун, можел да биде само македонец. Кои се македонците, историската наука потврдила, ние сме словени, тоа ќе се најде во секоја историска читанка, во секоја книга по историја. Во сите овие научни студии се наведува дека словените првпат се појавуваат на историска сцена во 5 век од новата ера, но во истите тие учебници ќе најдете дека се постоели и порано под друго име Венети. Сите како доказ го користат големиот германски авторитет од 6 век, Јордан, во интерпретот грека Јорданес, кој во своето дело Гетика 551 година запишал дека словени, Венети и Јанти се 3 имиња за еден народ. Ова руши теоријата на западната историографија пред се на германско-нордиската школа за наводно доселување словени од затир Карпатите во 7 век. Ова руши таа теорија и потврдува дека ние имаме континуитет. Ке прашате зашто? Затоа што венетите се спомнати од сите антички автори. Тие се дел од големото пелазгиско семејство, кој се простира од Крит до Балтик, од генот на венетите во 6 век преименувани во словени. Ке ги најдете и пелазгите, и венетите, кај Хомера, кај Херодота, кај Страбона, ке ги најдете кај големиот римски историчар Тит Ливи, кој во своето дело од основањето на градот Рим, децидно навел дека 2 групи на бегалци по Тројанската војна од Македонија се префрлаат во Италија. Првата е под водството на Енеја, водач на дарданците во Тројанската војна, чиј град Енеја, што асоцира на Енет и Венети, е во Егејското море, децидно ни соопштува за тоа таткото на историјата Херодот во 7-та книга. Градот на стари карти ќе го најдеме под Солун, се сели во централниот дел на Италија. Втората група под водство на Антенор се населува на северниот дел од Италија, каде што го основа најубавиот град Венетија, така наречен, заради тоа што тие се венети дојденци од Македонија. Тоа го тврди Тит Ливи, пошто и целата област се нарекува Венето. Венетите, пелазгите се од Крит до Балтик. Затоа во финскиот јазик Русија е Венија, во естонскиот јазик е Венелаинен, голем дел од Германија е Виндија, Венецка земја, цела Швајцарија е Вендолина, повторно Венецка земја, цела Северна Италија, реков, е Венето. Во срцето на античката Македонија тече реката Бистрица, со десната притока Венецка река. Што значи Венети од Крит до Балтик. Во 6 век одеднаш тие исчезнуваат од историската сцена, а на истите простори од Крит до Балтик се појавуваат словени, што недвосмислено укажува дека само има промена на името од Венети во словени. Затоа не чуди што сите стари азбуки, и тоа оние најстарите, се дешифрирани со помош на словенските јазици. Рускиот академик Гриневич го дешифрираше дискотот Фест на Крит со помош на рускиот јазик. Чехот Бежих Грозни го дешифрираше хититското писмо, народ кој што живее во Малазија, со помош на чешкиот јазик. Србите Радивој Пешич и Светислав Билбеја, првиот професор на универзитетот во Рим, вториот на американските универзитети, го дешифрираат руското писмо со помош на српскиот јазик, а македонските научници, професор доктор Томе Бошевски и професор доктор Аристотел Тентов го дешифрира вториот текст од каменот на Розета, тоа е декретот македонската династија Птоломеи од 3 век пред нашата ера, со помош на македонскиот јазик. Да дополнам и тоа дека Светислав Билбеја своето дело стариот европски јазик и писмо на етрурците
открива и како се дешифрира критската сликовна азбука, една од најстарите. Повторно, со изговарање на сликите што се гледат и нивно трансформирање во современи букви, само со изговарање на еден од словенските јазици. Сето ова е недвосмислен потез дека цели овој простор, па и Солун е македонски, словенски град. Најдециден е римскиот император Гај Јулије Цезар, кој венетите ги смета за најголеми морепловци. И тоа е најголемо, ова опишување на Гај Јулије Цезар во неговата книга Белешки за галските војни ги открива вкупност лагите на западната историографија, но и нивните следбеници, слепи следбеници на овие простори кои што ја пласираат тезата за доселување Словени. Тоа е најголемата лага. Гледајте го абсурдот. Не учеа дека словените били диви, неписмени, знаеле да градат бродови, Дунав го поминувале со трските во уста или со грубо издлабени балвани, за да го поминат Дунав, а Гај Јулије Цезар 7 века пред тоа ги третира како најголеми морепловци на Балканот. Многу интересно е и тоа дека прасловените, пелазгите, венетите се познати и како скити. Нив ни ги открива таткото на историјата Херодот, кој најголемиот дел од својата 4-та или 5-та книга, не ме држите за збор, ги лоцира од Црно море до Балтик. Ги вели дека се скити по најмалиот син на Херакле, Скит. Што е овде за нас интересно? Што според историските извори, македонците исто така се потомци на Херакле, но по Темен и Каран, што укажува многу големата близкост меѓу рускиот и македонскиот народ. И уште еден интересен податок, забележан во Библијата Стар Завет, првата библиска книга Битие, се преведува на запад како Генезис, во кој што Македонија наречена Китим, а македонците Кити. Од историските извори гледаме дека во Малеја живеат Хити или Хитити и се гледа етимолошката основа. Кити, Хити, Скити. Се ова што го кажав и низ ова се потврдува дека открит до Балтик повторно живее еден голем род. Дека основа на словените, на овие простори и на библиските случувања, творците и оние кои што ги дадоа светителите во Библијата, се повторно словените, и етимолошкото долумие на името Исус, најмаркантната личност во Библијата Нов Завет. Етимолошко толкување нема да се најде ниту во грчкиот, ниту во еврејскиот јазик. Но затоа во словенските јазици, особено во македонскиот, ќе најдете точно етимолошкото значење на Исус. Според теориите теолошки, Исус е грчка варијанта на еврејското Јошуа. Меѓутоа, ако го прочитате Новиот Завет, Евангелие по Јован, тој почнува со зборовите: прво беше Словото, па Словото беше во Бога и Бог беше Слово. Меѓутоа, во македонскиот јазик Слово значи збор. Тоа значи Библијата треба да се чита Евангелието прво беше зборот, зборот беше во Бога и Бог беше збор. А од каде излегува зборот? Зборот одлегува од уста, или србите би рекле из уста. Па што е Исус? Исус е из уз. Изустен збор. Она што Исус го слови, она што Исус го зборува, она што го проповеда. Духовното, а не материјалното, како што сака да го прикаже Западот. Сега, многу интересно, во истото ова Евангелие, во глава 8, стих 12, ќе прочитате дека Исус сам за себе вели: јас сум светлината на светот. Кој врви по мене, нема да гази темнина. Ова е многу значаен податок. Исус, светлината на светот може да биде само сонцето и ништо друго. Тоа значи Исус за себе вели дека е сонцето. Го символизира
сонцето, најдревниот македонски символ. Античките македонци, внимавајте, го славеа богот сонце, Ата, Ати или Атис во интерпрето грека, заедно со Макета или Матера, најраспространет мит од Македонија по целиот Медитеран. А ние денес го славиме Божиот син, Исус, исто така сонце. Потврда ќе најдете кај Птоломеј Клавдиј, еден од најголемите авторитети во антиката, географ и астроном или астролог, кој своите дела Тетрабиблосот и географијата афирмира два артефакти, зодијак и календар, во кој во центарот го става Исус представен како сонце. Птоломеј Клавдиј од Александрија, еден од најголемите антички авторитети, живеел први и втори век од новата ера, децидно вели дека за првите христијани Исус е сонцето. Ова е фрапантен податок кој што го открива значењето на името Словен. Римјаните сакаа да не понижат, не нарекоа склави, робови, а ние словените си прифативме и се нарековме словени. Што значи името Словени? Поврзете го со овие библиски случувања. Разложите го на два составни дела, сло и вен. Сло од слонце, вен од венети. Значи, кои се словените? Венетите, поклоници на сонцето, поклоници на Исус, или венетите кои го почитуваат и слават Богот сонце или Богот Исус, или како сакате новата религија наречена христијанска или поточно крстијанска. Фрапантен податок дека се работи за еден стој кој живеел во целата Византијска империја, ќе најдете кај Прокопиј Кесариски, хроничар од 6 век, современик на Јустијан, кој што постојано го следи, кој што наведува дека Јустинијан, императорот, дошол на власт со помош на партијата на сините, кој што тој ги идентификува како венети. И Јустинијан, изворно Петрус, во латинска транскрипција Петрус, и неговата жена Теодора се припадници на партијата на венетите на словените. Имињата на неговото семејство наведени во документот наречен Јустинијана Вита, кој се чувава во Ватикан, откриен од Джонатан Прайс, презентиран на овие простори од Тонко Марновиќ 1822 година, ќе ги видите дека се најблиските негови луѓе од семејството се Исток, Јустин, Лада, Береница, Вукица, Божидар, Станислав, се словенски имиња, а тој е роден во 5 век, 483 година. И ќе завршам со овој дел за словенскиот карактер на сите овие простори, со живите сведоци и книгата Чудата на Димитрија Солунски. Многу мина се чудат кој ќе им кажам дека има живи сведоци кои што уште од антиката. И јас зборовите останати од нашите антички предци, кои ги има во илјадници, илјадниците топоними, хидроними, нисоними, ороними, теоними, ги нарекувам живи сведоци. Неми, но живи. Да посведочат кој овде живеел и кој јазик зборувал. Грекот Константин Циулка 1907 година има објавено речник на 4000 славофони зборови за кој вели дека се од античкиот грчки јазик. Меѓутоа на човекот не му текнува дека дојденците, данајци и египјани од Африка не можеле од Африка да донесат 4000 словенски зборови, затоа што таму не се зборува словенски јазик, туку само можеле да ги преземат од домородните македонци со кои што очигледно живееле во блискус. Никој не може да објасни од каде во кој речникот 2000 словенски зборови. Никој не може од каде професор доктор Ташко Белчев на надгробни споменици во Македонија најде 900 словенски зборови кои што и денес ги имаме во македонскиот јазик, но ги има и во рускиот, чешкиот, полскиот. Никој не може да објасни како овие 4000 зборови на Циулкас, славофони, дојдоа кај русите, чесите и пољаците, кога не биле во контакт со нив. 10 години поставувам едно исто прашање,
кој беше наредот и кој јазик го зборуваше, што ги именуваше островите како Крв, Крит, Сам, Род, Дел, Пар, Андро, Лада, Мило, Карпатос и така натака. Одговор нема, затоа што треба да кажат тие биле Словени, Венети, Пелазги, Скити, како сакате. Скити имаме и на овие простори. Лав Гекон од 10 век вика жители на Охрице, Скити и Мизи. Роберт Фаселер во книгата Грција во времето на Перикле наведува дека полицајци во 5 век пред наша ера во Атина биле скити. Во истата книга ќе најдете дека почитувани божјаци во Атина меѓу другите биле Мир, Слава и Берба, чисти словенски именки. Никој не кажува од каде на надгробна плоча кај Призрен пронајден текст кој што почиња со зборот праоцем Јарон. Од каде Божица Јара, од каде Божица Лето, Лада, уште од времето на Хомера, од каде уште од времето на Хесиот заблежено во неговата теогодина Божица на мрак и темнина ноќта и незината керка Божица на првата утринска светлина зора. Никој објаснува кој го именуваше Богот на здравието Дарен, тој што дарува здравие или Асклепие, тој што помага да се склепа здравието. Од каде Атина или Татина и да не ги редам. Никој не кажува од каде Солун во антиката, од каде Воден, од каде Серес, Драма, Кавала, од каде околу Атина споменато уште од античките извори, не само Воден, туку и Петра, Сана, Менде, Киро. И ние имаме град Киро близу Солун, кој што Александар исти таков град изградил и во Сирија. И ќе завршам со книгата Чудата на Свети Димитрија Солунски, пишувана во почетокот на 7 век од митрополитот Солунски, ми се чини беше Јован, го пишува првиот дел, а вториот после неговата смрт го довршува анонимен автор. Ова најголемиот доказ кои се жителите на Солун. Не учеа дека Чудата на Свети Димитрија Солунски е доказ за доселување Словени. Меѓутоа, од кога се проби неговата содржина. Таа книга не е нити преведена во Македонија, донесен е само еден српски превод од 53 година, поделен по научните институции и од кога професор доктор Лидија Славевски, Ташко Белчев и сите ние кои се бавиме со автохтоната историја почнавме да ја промовираме, таа се сокри. Денес не можете да ја најдете нигде. Зашто? Во неја ќе прочитате дека Солун не го нападнаа Словени дојденци од зад Карпати, туку домородните Словени. Солун се вели во таа книга е предграѓанска војна. Судирите избиваат во Мала Азија, па се пренесуваат на овие простори. Ке прочитате во книгата дека словените преку ноќ излегуваат шумите, се појавија пред градините на Солун. Меѓутоа ке прочитате и тоа дека дојде наредба од императорот од Константинопол да се уопси водачот на словените, но гледајте абсурд. Солунските првенци го сокрија водачот на словените од своји пободи. Недвосмислен доказ дека словените се автохтон народ, присутен на овие простори со милиони, никој од нигде не се доселувал, никаде не се одселувал. Од Крит до Балтик живеели и се уште живеат словените, македонците, венетите, пелазгите, скитите, како сакате крстете. Се тоа ја руши небулозата, најголемата лага во историјата на западната историографија, пред се на германско-нордиската школа за наводно доселување на Словени. Ајде сега, после се тоа, дали некој може да ми каже дека Свети Димитрија од градот Солун, град во кој грците првпат влегуваат после Балканските војни, е грчки град, и дали можел да биде грк или македонец од словенско потекло. Фасцинантни информации кои што ги изнесе тука ти Дардан. Верувам дека и на македонската публика и на руската ќе разјаснат многу дилеми околу етносот на Свети Димитрија Солунски и некои дополнителни информации кои што ти ги наведе генерално за
македонскиот словенски ген кој што е присутен на овие простори далеку и пред антиката, значи како што кажа од времето на Хомер. Ти благодарам Дардан уште еднаш, се надевам дека во скоро време повторно ќе ни гостуваш и ќе бидеш достапен и за македонската и за руската публика, да ни кажеш и некои други информации. Благодарам и на вас. Стојам на располагање на луѓето кои што сакаат да дознаат нешто повеќе за овој чудотворец, за овој славянски светител. Стојам на располагање за дополнителни информации со цитирање на изворните документи, кога год ќе побараат. Благодарам уште еднаш.